Прекршечно ќе одговараат околу 30 на декани на македонските универзитети заради неподнесување на анкетни листови до Државната комисија за спречување на корупција. Дел од деканите на економскиот, филозофскиот, земјоделскиот, стоматолошкиот факултет, но и на други факултети од Универзитетот Свети Кирил и Методи, како и декани од Универзитетот Гоце Делчев и Мајка Тереза, и по истекот на рокот не поднеле до антикорупционерите анкетни листови, иако за тоа се обврзани со закон. До сега е извршена контрола на Универзитетот УКИМ, и од таа контрола дојдовме до заклучок дека одредени декани по универзитети немаат поднесено анкетни листови, зашто следува прекршочна пријава и постапка. Контрола и оваа проверка од наша страна ќе продолжи понатаму да се врши и во другите универзитети, односно воопшто за сите оние кои што имаат обврска тоа да го сторат. Според Законот за спречување на корупција, постапка против одговорно лице во јавно предпријатие, во овој случај деканите, може да се отвори доколку тие во рок од 30 дена не ги достават анкетните листови до антикорупцијска. Лицето од ставот 1 на овој член кое во рок од 30 дена по престанокот на функцијата е избрано или именувано на иста или на друга функција, е должно да ја извести Државната комисија за новиот избор или именување, а анкетниот лист од ставот 2 на овој член ќе се смета за анкетен лист доставен во рокот од ставот 1 на овој член. Антикорупцијска денеска упати повик до сите раководители во институциите да испратат податоци за избрани и именувани лица, со цел да се ажурира регистарот на комисијата. Потсетуваат за неисполнување на ова обврска се одговара прекршочно. Анкетни листови се очекуваат и од нотари, извршители и административци.